Добар ден, криптоентузијасти. Денеска сакам да направам едно видео во кое што ќе направиме рекап на се што сме направиле досега. Значи ќе објасниме што е направено, каде може да го најдете за сите оние кои што се нови на каналот. Значи мислам дека ова е едно од потребните видеа кои што треба да го сумира оно што досега е работено и на тој начин да даде шанса на оние кои што се нови на каналот да знаат што можат да најдат и каде може да го најдат истото на нашиот канал, затоа што веќе имаме негде околу 120 видеа и материјалот станува малку обемен. Затоа е многу поедноставно кога ќе направиме едно структурирано видео каде што може да објасниме што може и каде може да најдете на нашиот канал, како и каде што ќе објасниме што понатаму ќе работиме во следните периоди и што може постојано да очекувате. Значи ова како е добро за оние кои се нови на нашиот канал, кои што може да научат што досега имаме обработено и што би било најбитните теми кои што навистина треба да ги разгледаат на нашиот канал, така и многу добро за оние кои што се постојано со нашиот канал да видат генерално како тече самата работа на каналот и што понатаму да очекуваат од истиот, односно што е она следно што ќе го работиме на каналот како од регуларна работа, како што се наречам вестите или оние анализи технички кои што ги имаме неделно, така и во однос на оние проекти кои што ги имаме во склоп на самиот канал, кои што најчесто ги користиме за едукација на нашите сограѓани, односно оние да речем проекти кои што се дел од нашата техничка напреден курс на техничка анализа, каде што работиме на различни да речем сектори од самата криптосфера за едукација, како што е техничка, така фундаментална анализа, потоа и основно запознавање со институции, со криптокатегории и слично. Денеска ќе обработиме се, каде што ќе кажеме што било направено до сега, каде може да го најдете на нашиот канал, како и што понатаму ќе се работи и што може да очекувате. Значи за почеток за оние кои што се нови на нашиот канал е Крипто Геймиџија, како што може да видите и сами. Единствената и најбитна цел на нашиот канал е едукација на сите оние кои што не можат да најдат материјал или пак оние кои што го наоѓаат материјал на јазик кои што не можат да го разберат. Значи ова е канал кој што се обидува да донесе криптоедукација во Македонија на македонски јазик. Така да како заедница почнеме да соработуваме прво со двете групи на Facebook, а тоа е Криптореволуција и Криптовалути Македонија, кои што доста ни помогнаа во нашиот старт, со цел да ја расшириме она знаење кој што го имаме како мал тим на Малта, до оние кои што навистина сакаат да научат за крипто. Значи моментално оваа заедница која што ни се придружи, нормално која што е дел од Криптореволуција и Криптовалути Македонија, се ентузијасти за крипто кои што ни помагаат како ние вас, така и они нас, со цел да комплетираме една целосна техничка и фундаментална анализа за тоа каде се наоѓаме во криптосферата и за тоа како најдобро да се поставиме за најдобар профит во следниот bull market, нормално. Со тоа што досега јас уште една сакам да напоменам дека сум благодарен на сите што се работуваат со нас, на сите кои што ни дале поддршка од гледање на нашите видеа, па се до значи поддршка од типот на праќање на информации кои што да речем не сме ги виделе до сега, индикатори кои што можеби сме ги поинаку сме ги поставиле за разлика од останатите членови на нашата заедница. Значи нашата заедница активно ни помага во однос на правење на оваа техничка и фундаментална анализа, со доставување на вести, со доставување на оние кои што рековме информации и индикатори кои што сме ги промашиле, со цел да имаме една целосна и колку што може покоректна и точна значи анализа на генералната ситуација на криптосекторот, со цел да се поставиме посоодветно за следниот bull market. Така да, значи со ова уште еднаш сакам само да им благодарам на сите кои што го следат нашиот канал активно, кои што активно учествуваат во нашата заедница и се надевам дека така ќе продолжиме и понатаму. Сега, значи пред да продолжиме понатаму, прво сакам да напоменам дека користиме два профила, а тоа е значи надвор од самиот YouTube, а тоа е Крипто Геймиџија 4 на Instagram, каде што ги поставуваме нашите Reels, односно секогаш кога имаме ново видео, може да најдете најава овде. Значи јас досега мислам дека ова е едно од најдобрите, затоа што пробавме неколку начини за тоа како да направиме најава на она што го правиме следно од нашите видеа и досега она што го видов е дека самите Reels има најдобар, како да кажам, најдобар одзив, односно наједноставно и најблиску до вас е кога јас лично ви кажувам што понатаму ќе се работи, односно што да очекувате во наредниот ден или наредните денови. Така да затоа го правам тоа. Гледате дека тоа го правам буквално на дневно ниво во однос на тоа каде се наоѓам. Значи затоа што знаете кај нас животот во Малта е малку поактивен, значи имаме постојано некои работи и во однос на тоа што се случува во моментот, така се случуваат и оние Reels кои што може да ги видите.
Како што рековме, значи самиот Instagram профил го користиме со цел да ви дадеме до знаење што следи понатаму на нашиот канал, нормално, така да сите оние кои што не се, ќе ве замолам слободно направите follow на нашиот профил, значи CryptoGameGia 4, каде што и понатаму ќе продолжиме да ви даваме Reels, за тоа да знаете кога има ново видео и да сега, значи за почеток самите Reels се направени во однос со тоа кога има ново видео. Понатаму ќе правиме кратки Reels со цел да покажеме нели некоја генерална ситуација во однос на тоа ако имаме некои итни вести или ако имаме нешто битно што сакаме да го кажеме директно на вас на најбрз можен начин. Значи истиот Reel може да го најдете на Instagram, истиот го објавуваме на Facebook, каде што не само Reels, таму го објавуваме значи било каков тип на информација на нашата страна. Значи само побарајте CryptoGameGia на Facebook, ќе не најдете според самото лого, нормално тоа е единствениот таков пејдж, значи страната наша на Facebook, каде што објавуваме значи буквално од нови видеа до информации, значи ова се некои работи кои што не ги објавуваме дури на двете групи со кои што соработуваме. Значи сега моментално соработуваме само со криптовалути, каде што може да видите дека објавуваме само видеа во однос на тоа што е ново. Нормално, се останато не можеме да ги замараме луѓето на таа група со собствени Reels или собствени информации. Затоа би ви препорачал да направите фолоу на нашата страна на CryptoGameGia на Facebook, со цел да може да добиете директно, значи не само она што го работиме, односно видеата, туку и многу често, например, правиме известувања од типот на тоа што се случува, да речеме дали е федерален состанок, дали е да речеме некоја кратка анализа како ова, кога нешто се случува во однос на тоа што сме го гледале претходно. Значи може да видите дека имаме најразличен тип на материјали, каде што не се само основните видеа, туку имаме и дополнителен материјал кој што може да го погледнете на нашиот Facebook page, на нашата Facebook страна, кој што исто така може да ви служи за многу подобра информирано за нашиот канал и за материјал кој што го работиме. И дополнително, значи тоа е нешто што на некој начин го правиме само на нашата страна и на нашиот канал, а тоа е некогаш ги прашуваме и самите луѓе кои што се дел од нашата заедница што би сакале да гледаат следно. Како на пример, значи нашиот последен проект во кој што работевме за крипто категории на коини, значи вие во последните два наврата, значи на 3 или 4 вакви категории сами одлучувавте кој од нив сакате да гледате прв. Значи ние ќе се обидиме и понатаму колку можеме повеќе да уклучиме заедницата, само да одлучува, значи поентата на заедницата да ни кажа што уствари сака да гледа, не само она што ние сакаме да го направиме за вас. Така да на крајот од ова видео, откако ќе заврши, значи јас би ве замолил доколку имате време да погледнете на нашиот крипто канал, значи ние од сега половите, односно гласањата, ќе ги правиме исклучиво на нашиот крипто канал и тоа во комјунити секторот, односно сите оние кои што имаат направена субскрипција на нашиот канал, ќе добиваат ваков тип на пол, каде што самите може да кажат што сакаат да гледаат следно. Значи на тој начин според гласовите ние ќе одлучиме, нели ќе практично ќе ги направиме видеата според оној редослед кој што вас ви одговара. Нормално некогаш ви даваме дури и опции за тоа што сакате да гледате, не само нели по редослед. Еве на пример во последниот пол кој што го направивме за крипто категории, значи сами кажете дека прво сакате да гледате за privacy coins, па за NFT sport coins, oracles и на крај за музички коини, кој што е последниот проект, кој што последниот сегмент од крипто проекти кои што треба да направиме пред да објавиме новата. Значи на YouTube на комјунити може да најдете ќе има нов пол во кој што ќе ни кажете вие сами кој од последните три, значи имаме уште meme коини, односно shit коини, digital currencies, дигитални валути и store of value или зачувување на вредноста коини. Значи тоа се трите последни коини кои што ни се од овој голем проект крипто категории, кои што ќе го направиме како пол за вие да ни кажете што сакате да гледате следно, по кој редослед нормално. И затоа уште еднаш, значи ваквите полови ги најавуваме и на самата страна. Значи покрај нашиот YouTube канал најголем обем информација објавуваме на самата страна, значи на Facebook, затоа што ни нуди повеќе опции да можеме да објавиме. За жал, на пример, Instagram не го дава тоа, значи Instagram е повеќе да речем место каде што може само видео запис да направите. Така да за се друго, како што се например овие кратки анализи или одредени вести, значи ги споделуваме кога нешто е вонредно овде на нашата страна. Така да направете фолоу на нашиот Instagram CryptoGameGia 4, направете фолоу на нашата страна CryptoGameGia, како и нормално доколку не сте направите сабскрипција на нашиот канал, а тоа е CryptoGameGia нормално, може да го најдете многу едноставно на YouTube. Со тоа што ќе напоменам уште еднаш од време на време погледнувајте го овој community tab каде што објавуваме вести во однос тоа што ќе биде следно, објавуваме полови, значи може да најдете овдека
различен тип на содржина која што го објавуваме во однос на тоа што се случува во моментот. И нормално големите најави исто така ги правиме и на самиот community tab. Сега, значи тоа е генерално од ресурсите кои што ги имаме за објавување на нашата работа. Додека нашата работа до сегашна, значи јас пробав да ја сумирам на овој ноутпад со цел да ви покажеме што моментално имаме направено и што понатаму очекуваме да направиме. Значи овој ноутпад овдека еден по еден ќе ги поминам сите овие делови, каде што значи сите оние кои што се нови на нашиот канал ќе знаат што пропуштиле и ќе знаат каде да го најдат истото. Посебно оние големи проекти кои што досега ги работевме, како и за оние кои што се постојано со нашиот канал ќе видат што понатаму планираме да правиме. Значи како што може да видите на нашиот канал, на homepage-от нормално, имаме значи ова е featured видео кое што најчесто, значи првото видео што го ставаме е најбитниот момент што моментално се случува во крипто сектор. Значи, например, додека беше самиот мрч, овдека стоеше постојано нашето последно објавување за мрч, односно што е најбитно моментално во крипто секторот, затоа и секогаш го ставаме како featured видео. После ова видео, значи ние ќе го ставиме истото видео некое време за сите оние кои што се нови или сите оние кои што го пропуштиле да можат да видат. Значи ова ќе биде фактички на некој начин своевидно интро во нашиот канал во кој што може да видите што сме работеле до сега и што ќе работиме понатаму со цел да се информирате. Нормално shorts, значи како што рековме, самите reels, овие информативни видеа каде што најавуваме што ќе биде следно на нашиот канал, ги правиме како shorts на YouTube или како reels на Facebook и на Instagram, каде што може во едноминутно видео, значи секогаш го држиме тоа да биде едноминутно, да ви дадеме краток приказ на тоа што се случува, што сме направили и што ќе правиме во иднина. Значи најчесто овдека ви даваме концепт да знаете кога да очекувате од нас во следната недела, да речеме додека работиме. Сега, овдека имаме неколку плейлисти затоа што многу луѓето ме прашуваат каде и што може да најдат. Значи првата плейлиста секогаш е што е најново. Значи на оваа плейлиста, овдека, доколку например отидете во Uploads, може да ги видите сите видеа поред, односно ако сте пропуштиле некое видео, да речеме сте ги гледале сите постепено на нашиот канал, овдека може да ги најдете сите подредени според тоа кога биле објавени. Значи овдека се хронолошки наредени. Во вториот дел дневни анализи и вести за крипто проекти, значи сега ќе ги обработиме сите, само накратко сакам да кажам кои се плейлистите и што може да најдете во нив. Значи дневни анализи и вести за крипто проекти е нашата генерална работа на неделно ниво. Односно овдека ги ставаме видеата каде што разговараме за лов на биткоин дно, за генерални анализи, за анализи на нови проекти, како и вести. Сега нормално ги ставивме и структурата на портфолио затоа што моментално се битни, затоа што обработува нови вести за овие 4 валути кои што моментално ги држиме во нашето портфолио, но генерално оваа плейлиста исклучиво содржи тековни анализи и тековни вести од крипто сектор. Значи тоа е на оваа анализа што може да најдете на оваа плейлиста. Тоа е дневна анализи и вести на крипто проекти, подкасти и работа на тимот Криптогемиџија. Значи сите нови подкасти кога да речеме имаме некои гости на каналот или кога ние гостуваме на некој канал, како и на пример кога имаме апдейт за нашето портфолио, значи што ќе го правиме многу повеќе како се ближиме кон следниот bull market, ќе може да ги најдете во оваа плейлиста каде што да речем последните 4 видеа е она што сакав да го напоменам во нашето видео моментално, се моменталната структура на нашето портфолио пред утврдување на биткоин дното, која што е исклучиво битна. Јас би напоменал да ги погледнете уште еднаш. Значи тоа во оваа плейлиста се наредени едно по друго, како и секој од нив има препорака да го гледате следното, со тоа што почнуваат од 4-тото, а завршуваат на 7-то видео за структура на портфолио. Истите се подредени со број, со цел да видите како сме се движеле во нашето портфолио низ целиот овој период. Значи уште од самиот почеток на каналот и дното на, да речем, паѓањето на bear маркетот надолу, па се до овој момент, каде што поради транспарентност се обидуваме да ги подредиме овие видеа со одреден број, со цел каналот кој да сака да го следи, да може да види што сме правеле во целиот овој период и да може да види дека навистина оно што го правиме поради битни причини и истото има резултат. Значи сето ова е образложено и дебело проверено пред да биде направено на нашиот канал, нормално. Сега, значи овдека може, како што реков уште од почетокот, да најдете за целата структура на портфолио кога што сме правили и сите подкасти, како и понатаму ќе видиме, можеби ќе објавуваме и некои сегменти од, ќе видите понатаму ќе разговараме во кога ќе се вратиме на ноутпадот, нормално. Значи само сакав генерално да ви кажам што има на оваа плейлиста. Сега, имаме две последни плейлисти
каде што првата е почетен курс за техничка анализа на пазари. Сите оние кои се нови на нашиот канал, би ги замолил да почнат од ово. Значи, како што може да видите, ова е број 1 едукативно видео, кое што моментално го имаме на нашиот канал, кој што завршува со 53-то видео Oracles, или тоа е уствари дел од оној мега проект кој што почнеме да го работиме за крипто категории, со што сите кои што се нови на нашиот канал. Значи, овие 53 видеа од ова прво видео, кој што почнува почетен курс до 10-то видео, а потоа продолжува од 11-то видео овдека во напреден курс за техничка анализа. Значи, се што треба да направите да го отворите, че ова е како изгледа самата плейлиста и сите се подредени едно по друго. Дури да не ги гледате на плейлиста, на крајот од самото видео имате предлог да продолжите на следното. Ако сте го гледале 15-то, да го гледате 16-то. Каде што може да најдете прво, во првите 10 видеа, значи имавме комплетна техничка анализа, односно основни категории, основни информации, основни индикатори, правење на профил на TradingView, за да научите како сами да правите техничка анализа, за потоа да влеземе во напреден курс за техничка анализа, каде што работиме на многу повеќе покрупни и побитни проекти, кои што сите се на некој начин битни за вие да знаете што се случува во целиот крипто сектор. Значи, овде имаме мешана материја, ќе ви покажам точно на ноутпадот што и како, и само уште еднаш да напоменам, ние направивме уште една мини плейлиста, која што исклучиво ги обработува крипто категориите на проекти, кои што ќе ни бидат многу битни кога ќе влеземе во следниот циклус, а тоа е после утврдување на биткоин дното, каде што ќе се фокусираме на диверзификација на нашето портфолио и раскрупнување, значи практично ќе ги раситниме овие 4 големи валути кои што ги имаме и ќе ги внесеме во сите овие крипто категории за кои што разговаравме до сега. Значи уште малку ќе ги завршиме, со тоа што ќе имате една посебна плейлиста каде што во било кое време ќе може да се потсетите, значи која е таа крипто категорија, доколку на пример разговараме за вет, ќе може директно да отидете на Internet of Things. Потоа ако разговараме на пример за BNB или за децентрализирани менувачници, ќе отидете директно на 43-тото видео каде што разговараме за тоа. Значи многу поедноставно ќе ви биде да најдете точно оној материјал кој што ви е потребен за она што не ви е јасно или што сте го заборавиле или сакате да го научите. Значи тоа е поентата на нашите плейлисти и овој концепт во ова видео ќе ви помогне да најдете се што ви е битно на нашиот канал. Со тоа што сега ќе почнеме нели со овој детален приказ во однос на тоа што се наоѓа. Сега во овој детален приказ ќе поразговараме повеќе во однос на сите овие сегменти кои што ги имаме на каналот, што сме направиле и што планираме да направиме подоцна, за вие да имате концепт на тоа што е работата на каналот и што да очекувате во секојдневието на каналот, како и понатаму во иднината. Значи, првенствено, како што можеме да видиме, регуларната програма на каналот е онаа што највеќе ја следиме, каде што моменталниот концепт не е дека секој вторник ќе правиме криптовести. Ова е од причини поради кои што, значи, понеделник, самиот понеделник после викендот, кога традиционалните пазари се отвараат, пазарот е се уште нестабилен. Односно имаме милиони трансакции кои што стојат и чекаат пазарот да биде отворен. Зборуваме сега нели на другата страна каде што зборуваме за големи пазари на хартија од вредност, како што се берзите во Америка, каде што овие милиони трансакции во моментот прават големо пореметување на пазарите и поради истите не можеме да бидеме сигурни за тоа каде ќе се движи пазарот во почетокот на самата недела во понеделник, затоа секогаш гледаме, значи традиционалните анализи кои што ние ги правиме преку техничка и фундаментална анализа да ги поместиме за во средината на самата недела, со тоа што вторник ќе гледаме секогаш да биде криптовести, доколку немаме нели нешто што е да речем итно што мора да се обработи на каналот, со тоа што во вторник, значи фактички прво поминуваме преку фундаменталната анализа, односно што се случува на пазарот во однос на проектите на крипто, дури ако има некои економски појави, нормално ќе ги обработиме, каде што во среда го правиме она традиционално анализирање на пазарите во моментот, каде што во случајов, значи во однос на тоа каде се наоѓаме во самиот циклус на биткоин, истите ќе бидат со поинаков карактер. Зошто го велам тоа? Значи моментално, како што можеме да видиме, се наоѓаме на самото дно на криптопазарот, со што главната цел на каналот е да го утврди дното на овој пазар. Односно, колку што можеме поблиску до самото дно да утврдиме дека се наоѓаме со цел да можеме да алоцираме правилно нашето портфолио што поблиску до самото дно, со тоа што ние нели како што можеме да видиме тоа го правиме преку DCA на малку поголеми количини, како се движиме надолу постепено, значи она скалесто движење надолу, така се поблиску се наоѓаме до дното на биткоин, на крипто, па како и на традиционалните пазари на цената, со што, како што рековме, моментално
Значи овој карактер на содржина е лов на самото дно. Со тоа што кога ќе успееме конечно да го завршиме овој лов на самото дно и ќе утврдиме дека навистина сме го оствариле, тогаш веќе ќе преминеме оваа содржина секоја среда да биде генерална анализа на крипто и традиционални пазари. Разликата не е само во името, разликата е во инструментите кои што ги користиме. Разликата е во оној битен сегмент на самата фундаментална анализа кој што ни е битен, каде што во овој среден дел од самиот циклус, кога нели ќе го утврдиме дното, ќе правиме генерална анализа на тоа каде се движиме, кои се нашите следни цели во однос на сите оние традиционални алатки, индикатори и информации кои што ги знаеме, за кога ќе се најдеме во bull маркетот, после халвингот биткоин мај 2024 година, да истата оваа тематика се претвори во лов на врв. Значи во однос на тоа каде се наоѓаме во циклусот, користиме различни типови на анализа, со тоа што се обидуваме да утврдиме различен момент на тоа каде се наоѓаме во циклусот. Затоа кога ќе дојдеме до лов на врвот, тогаш ќе утврдуваме кои се потенцијалните мети за врвот. Значи тоа е буквално во оној bull маркет кога ќе влеземе следен, со тоа што тогаш веќе ќе имаме, како што рековме, сосема друг концепт на работа, како што имаме сега друг концепт на работа, како што ќе имаме во средината на овој циклус, каде што ќе правиме генерална анализа на тоа дали се движиме нагоре или надоле, што се очекувањата во однос на геополитиката и слично, и економските појави нормално. Со тоа што дополнително, значи гледате, ова секоја среда во однос на тоа каде се наоѓаме во циклусот, добивате соодветна анализа за тоа. Со тоа што преминуваме друг тип на анализа во однос на тоа каде се наоѓаме, додека во текот на викендот од сега па натаму ќе пробаме да правиме една видео за макроанализа, односно каде биткоин се наоѓа во целосниот циклус. Значи, она што го добивате во среда е моментална анализа со моменталните појави во геополитиката и економијата, додека петок до недела ќе гледаме да направиме видео во кое што ќе добивате генерална макроанализа, која што е, да речем, умилена на тимот, каде што ќе разговараме за овие посебни чартови за кои што се, да речем, кога ќе одзумираме, како што е оној 48 месечен чарт на целите циклуси на биткоин, кој што го обработувавме претходната недела, кој што многу добро ви кажува каде се наоѓате во огромниот циклус на биткоин, како што и биткоин алгоритмичниот чарт на целиот приказ на биткоин, Bitcoin Bull Market Support Bandот. Значи, ова се уствари генерални макро индикатори кои што ни покажуваат каде се наоѓаме во глобалната шема на стварите. На тој начин ќе имаме многу по-бистар поглед, затоа што кога гледаме во средината на неделата, гледаме на многу помал сегмент од анализата и на многу пократок рок. Додека кога разговараме за оваа анализа, тогаш гледаме каде се наоѓаме во овој целиот макро сектор и дали се наоѓаме блиску до одреден крај на одреден циклус или пак не. Затоа мислам дека е битно да имаме едно вакво видео каде што фактички 2 дена во неделата ќе правиме на некој начин микроанализа до дневно ниво и макроанализа до месечно ниво во текот на викендот. Сега, како што рековме, основен курс, значи тоа е во овој дел. Значи во дневни анализи и вести за криптопроекти може да ги најдете овие работи во текот на неделата. Додека во основен курс, како што рековме, значи ова црно-бела може да најдете плейлиста негде при крајот на самата страна, каде што буквално сите оние кои што се нови на каналот може да се запознаат со основите на техничката анализа, како се прави профил на трейдинг, индикатори, информации, пробно тргување, што е многу битно. Значи овдека дури обработуваме во 2 наврата во првите 10 видеа како пробно, значи вие фактички да тренирате тргување дома со сечење на дел од рандом чарт, значи без разлика дали тоа крипто или сток или што и да е, и на тој начин фактички може да ги пременувате сите овие работи кои што досега сме ги научиле, со цел да видите дали вие може да направите соодветна техничка анализа за себе си, да видите каде подметнувате, што треба да подобрите, значи ние го правиме истото од време на време. Тоа е добар тренинг со цел да видиме дали се подобруваме во техничката анализа, да видиме каде правиме грешки во однос на остварување на техничка анализа. Потоа, напреден курс за техничка анализа, значи ова е следната плейлиста горе, каде што рековме, која што моментално има 53 видеа, во кое што досега имаме обработено повеќе, сега ова тоа што се обидам да ви го обяснам. Значи, освен генералната работа на тимот, која што представува вести и овие 2 неделни анализи, ние работиме на криптоедукација, која што е нешто што е многу ретко на пазарот и обрнуваме многу внимание на овие, да речем, средни и големи проекти, во кои што, например, имаме проекти од типот на DCA,
каде што објаснувавме како се прави DCA на нагорен и надолен пазар, значи во детали, и имаме 3 видеа за DCA кои што може да ги најдете во ова, значи, листа, како што може да видите 2, 3, ако се потврдите надолу ќе го најдете и првиот, со тоа што, значи, DCA е основата на како нашиот канал функционира, односно долар cost average, или како да направите најмал ризик за инвестирање во вашето портфолио. Потоа, значи, во истата ова листа може да најдете напредна форма на формации и индикатори, значи каде што разговараме после основната техничка анализа за напредни формации, напредни индикатори кои што ги користиме при техничка анализа, односно и во овој сегмент постојано надградуваме на техничката анализа со нови индикатори, со нови формации кои што сакаме да ве запознаеме. Потоа имаме основни поими во крипто секторот, значи како што може да видите овдека имаме многу пати објаснување на работи кои што не се познати на генералната сцена. Значи овдека може да најдете се, од тоа какви ризици постојат во крипто пазарот до значи може да видите за крипто wallet-и, хардверски, може да видите што се основни поими како флипенинг, потоа исто така разговараме за соодветни институции кои што може да ги најдете, значи која е разликата е CBDC крипто, ETF, што представува, значи што е FATF. Тоа се работи кои што може да ги најдете во ова, значи тоа се сите битни работи кои што може да ги сретнете во самата криптосфера, без кои што на некој начин имате пропуск, значи едноставно имате дел од она што се разговара, што не ви е познат, и на тој начин ние се обидуваме да го запознаеме. Исто така, појави како што се инфлација, рецесија, исто така во овој сегмент може да ги најдете, каде што разговараме генерално за сите овие појави и како истите делуваат на крипто секторот. Market Cipher, тоа е еден од оние врвни индикатори кои што ги користиме, во овој сегмент може да ги најдете. Market Cipher A, Market Cipher B и негова примена со пробно тргување. Повторно, ова е еден од оние пробни тргувања каде што сечеме дел од чартот и се обидуваме да видиме колку добитни тргувања ќе имаме во однос на самиот тренинг. И крипто категории кои што е моментално се уште некомплетиран проект од наша страна. Значи, како што може да видите, тоа е крипто категорија, каде што разговараме за различни тип на категории кои што ќе ни биде многу битен проект во следниот bull market. Затоа и ние направивме посебна, значи на крајот, на дното на самиот канал, може да најдете крипто категории на проекти, каде што разговараме во детали за тоа кои категории постојат во крипто секторот, каков потенцијал имаат, кои се потенцијални шампиони во самите крипто сектори. Значи, на тој начин може да се запознаете со обемниот материјал на сите овие крипто категории и да видите што вас највеќе ви одговара за следниот bull market, во што би финансирале самите вие нормално. Со тоа што ќе напоменем уште еднаш, значи треба да го направиме за музички коини наскоро во оваа недела нормално, и при тоа на крајот од ова видео може да најдете значи пол на кој што ќе се гласа дали сакате да биде следен направен за мим, односно шиткоини, дигитални валути и store of value, односно зачувување на вредност коини за зачувување на вредност. Значи тоа ќе бидат последните 3 за кои што ќе го завршиме овој голем проект. Со тоа што во овој сегмент понатаму имаме 2, да речем, проекти кои што сакаме да ги работиме, кои што ќе содржат повеќе видеа, меѓу кои првото е целосно истражување на нов проект, каде што ќе направиме исто така, значи како и досега, еден серијал во неколку видеа во кои што ќе објасниме. Значи како да се направи техничка анализа од нула на целосно нов проект кој што да речем не ни е познат досега. Потоа како да направиме фундаментална анализа, да видиме кој е неговиот roadmap, да видиме која е неговата токеномија, децентрализација, да видиме значи дали постојат ризици, хакови. Значи сето тоа ќе го обработиме во еден мини серијал, ќе видиме колку видеа ќе бидат потребни за тоа нормално. Мораме да го структурираме. Значи тоа ќе биде еден од оние мини серијали кои што понатаму доаѓа во овој сегмент од каналот. Значи како што може да видите, тоа е уствари покрај генералната работа на неделно ниво по 1 до 2 видеа секогаш што обидуваме да дадеме нов едукационен материјал со кој што можеме да ве доедуцираме, односно нели да ви кажеме што ние повеќе знаеме нормално за да може и вие да ни кажете ако нешто сме пропуштиле, ако нешто и ние треба да научиме. И флип, односно, значи, за разлика од постојаната генерална трговија помеѓу криптовалути и во сооднос со да речем долар, затоа што тие се најпопуларни нормално, значи ќе обработиме неколку видеа во кои што ќе разговараме за флипени, за флип, во кои што се тргува во сооднос помеѓу криптовалути за разлика од сооднос со долар. Значи, например, да тргувате Ethereum и Ripple директно, наместо да тргувате Ethereum во долар или Ripple во долар.
Значи, на овој начин може да направите исто така многу голем профит. Тоа е интересен начин на кој што ние уствари понатаму ќе го примениме во нашето портфолио, со тоа што онаа диверсификација која што ние кажуваме, ние нема да ги промениме оние 4 основни валути кои што ги имаме во нашето портфолио во долари за да купиме нешто друго, туку буквално ќе правиме флип. Односно, од делот од нашето Ethereum портфолио, да речеме, ќе префрлиме директно, односно ќе извршиме трговија, да речеме, во Polygon или во VET или во Atom. Со тоа што фактички ние правиме флип на онаа вредност која што имаме од Ethereum во некој друг крипто проект. Значи на тој начин фактички ние ќе го работиме нашето портфолио во следниот bull market, но ова детално ќе го објасниме како и што. Значи тоа е многу интересен сегмент во кој што ќе пробаме да ве научиме како да тргувате без при тоа да го користите доларот, односно да правите директни промени помеѓу криптовалути, кои што исто така може да се покажат како многу профитабилни, посебно со оглед на фактот дека не ви е ни потребен чартот за Ethereum, за долар, туку има посебни чартови во кои што имате чарт во кој што е спореден Ethereum со Bitcoin, или Ethereum со Ripple, или Bitcoin со Ripple, или Bitcoin со ADA, каде што го користите овој чарт и како да го користите, односно негова анализа со цел да може да направите флип. Значи тоа се двата следни мали проекти на кои што ќе работиме од неколку видеа, нормално, не е како за разлика од крипто категории, кои што јас верувам дека се сега моментално многу битни за да ве припремиме за кога ќе дое следниот сектор, кога ќе го утврдиме биткоиното, да веќе ги имате запознаено сите овие работи, да може да ги искористите и да може да следите нашата анализа во оној следен дел каде што ќе разговараме за флип од нашето портфолио во други криптовалути кои што сакаме да ги внесеме во нашето портфолио за следниот bull market. Значи тоа е уствари начинот на кој што ќе го правиме, но нели подетално ќе видите во следните видеа. Четвртиот дел, работа на тимот, каде што рековме разговараме за подкасти, тоа е најчесто кога имаме гости или кога ние сме на гости кај некој. Значи јас уште еднаш ќе напоменам, за жал многу немаме, како што може да видите, подкасти, затоа што нема многу заинтересирани луѓе во однос на разговарање на оваа тема, се уште, јас верувам дека како се движиме во следниот bull market тоа ќе се случи. Се обидуваме да контактираме некои од оние канали кои што се моментално активни на Балканот, но за жал не е успешно, значи не сме добиле се уште одговор. Ќе видиме во иднина доколку го добиеме, ќе биде интересно да се соработува и со некој друг канал, да направиме една балканска соработка, но за жал за сега тоа се уште гледаме дека не е можно, нема интерес, нормално. И структура на портфолио, каде што, како што рековме, ќе работиме активно, да ви информираме, значи ова ќе го подобриме, ќе направиме малку подобар приказ, работиме на тоа како да изгледа, со тоа што оваа страна, како што може да видите, застапени сите оние категории за кои што разговаравме, каде што како ќе го диверзифицираме нашето портфолио, така ќе бидете известени во колкав обем имаме од кои криптовалути и зошто сме го направиле тоа. Значи, апдейтот на структура на портфолио секогаш ќе биде со цел да ве информираме во што сме алоцирале, зошто и што очекуваме од ваквиот проект во иднина. Значи, на тој начин ќе имате концепт на тоа како изгледа нашето портфолио, нормално не за да го копирате, туку за самите да одлучите дали тоа би било паметно за вас. Така да ова ќе биде дел од структурата на портфолиото на кој што ќе работиме нели во иднина. Сега, како што рековме, следни проекти кои што планираме да ги превземеме во овој сектор, во овој сегмент на работа на тимот, е, како што рековме, најбитниот одно диверзификација на портфолиото после биткоиното, со тоа што кога ќе почнеме да алоцираме во други коини и токени, фактички ќе имате многу подетален приказ, но сето тоа откако ќе поминеме преку флипинг, односно како се прави промена од една во друга криптовалута, како се прави анализа на ваквите чартови и што е битно околу целата таа стратегија. Со тоа што исто така сакаме нели понатаму да воведеме NFT, значи како првенствено објаснување, значи само едукационен материјал за тоа што се NFTs, која е нивната цел, што понатаму со нив, потоа вести од NFT, истражување на проекти и колекции во однос на NFT секторот, но генерално NFT е доста мртов во моментов. Имаме некои, да речем, активни колекции и неколку менувачици кои што да речем работат, но знаете и сами дека NFT е многу помал екосистем за разлика од крипто секторот и истиот е се уште многу нов. Така да кога би го правеле ова, би го правеле некаде пред самиот bull market, кога истиот ќе почне повторно да заживува, затоа што моментално нема логика да разговараме за колекции кои што можеби нема ни да постојат или ќе бидат безвредни во следниот bull market, со тоа што овој дел значи ќе мора да биде правен во корелација со оној
член од нашиот тим кој што работи со NFTs, но нели, затоа потоа кога ќе стигнеме до овој дел, само ова нешто сакаме да го најавиме дека ќе се случува во иднина, како и майнинг и нодови кои што исто така би требало да бидат, значи, дел, да речеме, од нашиот канал. Значи ова се двата дела од останатите два членови кои што се уште не почнале активно со работа. Тоа е уствари материјал каде што ќе разговараме за майнингот, ќе разговараме за каков тип на машини се користат, кои криптовалути се мајнаат, значи позитивни и негативни страни, вести. Сега повторно, јас не сум толку запознаен, и ако тоа го работиме, ќе го работам со оној член што е задолжен за овој дел, со цел да ни, значи јас претпоставувам дека ќе бидам оној кој што ќе обработува оваа тематика на самиот канал, но ќе треба да го обработам тоа заедно со него со цел да, нели, направиме соодветен материјал кој што вас ќе ви биде интересен. Значи тоа е она што планираме во иднина да го правиме, со тоа што јас мислам дека сега многу полесно и појасно ќе биде на сите оние кои што се уклучуваат во нашиот канал малку покасно да видат моментално што се случува, што пропуштиле и што понатаму да очекуваат од истиот. Со тоа што ќе напоменам уште еднаш, значи од сега понатаму остануваме со криптовести секој вторник, нормално по можност. Лов на дното, кој што понатаму ќе представува лов на врвот или ќе представува генерална анализа на крипто, односно тоа кај се наоѓаме во циклусите секоја среда, како и еден ден од петок до недела каде што ќе работиме на макроанализа на биткоин циклуси од типот на 48 месечен чарт на целиот циклус, биткоин алгоритмичен чарт, bull support band и слично. Потоа рековме дека во новиот дел од напредниот курс за техничка анализа ќе ги работиме двата следни мали проекти, во кои што за првиот ќе разговараме за целосно истражување на проект, значи она буквално што ви е потребно за да направите целосно истражување на еден проект, дали е добар или не за вашето портфолио. Нели, од сегментот што нас не е познат, секогаш можеме да научиме повеќе, добре дојдено е секој тип на информација до нас. Потоа ќе разговараме за флип, односно ќе ви објасниме како ние уствари го користиме нашето портфолио без да го менуваме во стейблкоини, затоа што првенствено главната причина е поради тоа што секоја трговија со долари или евра во Малта ќе допринесе да вашето портфолио мора биде одданочено 35%, без разлика дали сте направиле профит или не, во однос на тоа што вие го поседувате во моментот, а потоа нели почнува на секој профит 35%, но тоа е доколку тргувате со долари. Но доколку вршите диверзификација, во која што фактички вие никогаш не ги вадите парите во фиат, туку само ги менувате од една во друга криптовалута, вие автоматски не подлежите на данок, затоа во Малта не постои данок на криптовалути, доколку вие ги постојано ги чувате во крипто. Значи дури кога ќе ги смените понатаму во долари, значи доколку тоа го правите на годишно или двегодишно ниво, тоа не представува даночен обврзувачки акт овдека, и затоа како држава е местото што ние да речеме го одбравме како една од главните причини за да живееме овде. И како што рековме за крај работа на тимот, рековме ќе најглавниот дел во кој што ќе разговараме постојано во овој дел е диверсификација на нашето портфолио, после утврдување на биткоин дното, кое што ќе биде верувам еден од најинтересните делови за нашите фанови, за нашите следачи, со цел да видат што понатаму планираме и зошто, затоа што гледате дека кога правиме видео за структура на портфолиото за одреден коин во кој што сме вложиле, точно, значи во едночасовно видео ние објаснуваме точно кој се роудмапот, која е поентата, зошто го внесуваме тоа што очекуваме, значи буквално се до детал за самиот проект со цел да имате јасна слика зошто ние сме одлучиле да внесеме пари во самиот проект. Со тоа што овие две сега за сега се знак прашалник, понатаму ќе гледаме да ги активираме. Се уште немаме време затоа што сите се зафатени на некој начин со својот живот во Малта, но нели понатаму ќе гледаме сето тоа да биде активно дел од нашата програма. Уште еднаш јас се најавам дека ова многу повеќе ги разјасни работите во околу нашата работа и што понатаму планираме да работиме како канал. Се надевам дека се тоа ви се допадна до сега. Јас уште еднаш се заблагодарувам за целата поддршка која што сте ни ја дале. До сега се надевам дека тоа ќе остане и понатаму во иднина. И уште еднаш би замолил, како што спомнаме на самиот почеток, доколку не сте направиле subscribe или follow на сите овие наши, да речем, канали, како што е Facebook страната CryptoGameidea, како што е Instagram профилот CryptoGameidea 4, на латиница, за жал. Потоа исто така и на самиот YouTube канал, кој што е CryptoGameidea, ќе ве замолам да го направите тоа. На тој начин ни помагате оваа бесплатна материја да ја доставиме до сите оние кои што имаат желба да научат нешто повеќе за крипто, а посебно до оние кои што немаат познавање од друг јазик за да може тоа да го направат на друг јазик.
па затоа и нашиот канал е толку потребен на територијата на Македонија и затоа уште еднаш ви благодарам. Се надевам дека и понатаму ќе продолжиме со ваков тип на соработка. Значи, соработката на нашата заедница мене ме импресионираше и баш поради ваквата соработка јас и понатаму продолжувам да работам, иако како што може да видите гледаноста на нашиот канал не е на завидно ниво, но како што еден од оние што постојано не гледаат вели, можеби овој пост не е за сите, но оние кои што навистина се овде и сакаат да знаат, тие навистина заслужуваат ние и понатаму да продолжиме да работиме заедно со вас, значи не ние да ви кажеме што да правите, туку заедно со вас да се најдеме во ситуација да профитираме што можеме повеќе од овој растечки пазар кој што е нов и од оваа следна финансиска револуција која што само што не дошла. Ви благодарам уште еднаш, имајте добар ден и се гледаме во следното видео на CryptoGameMedia.